Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Близу 200.000 евра обезбеди општина Кочани за изградба и асфалтирање на улици во села во Полскиот регион. Најголем дел од парите се добиени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а свое учество има и локалната самоуправа од општинскиот буџет. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој одобрила над 10 милиони денари за изградба на улици во 5 кочански населени места. Средствата се добиени во максимален износ по сите 3 мерки од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Обезбедените пари ќе бидат наменети за изградба на улиците Тоде Паунов во Долни Подлог, Маршал Тито во Мојанци, Ангел Стојчев во Тракање, Михаил Арсов во Прибачево и Ангел Донев во Оризари, чија вкупна должина изнесува над 1 километар. Од одделението за локален економски развој на општина Кочани информираа дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја прифатила целосната сума што општината ја побарала преку мерката за обнова и развој на селата, односно подмерката инвестиции за изградба и реконструкции на улици во населени места во руралните средини. Се очекува наскоро да биде распишан јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи, пошто ќе започне и реализацијата на проектите во 5 селски населби. Вкупната финансиска конструкција за комплетирање на овие инфраструктурни активности е над 12 милиони денари, во кои, освен поддршката од агенцијата, локалната самоуправа на Кочани обезбеди и сопствено учество од општинскиот буџет со близу 2 милиони денари. Минатата година, општина Кочани изгради 6 улици во сите селски населби во Рамничарскиот регион, при што за оваа намена беше потрошена сума од 2 милиони и 700 илјади денари од буџетот на општината. Во Министерството за земјоделство се одржа работна средба на која присуствуваа представници од Сдруженијата на оризопроизводители од Кочанскиот регион. Прашањата за кои се разговарало на состанокот се однесувале на актуелните проблеми со кои се соочуваат земјоделците и начините на кои тие побрзо и поефикасно би се решиле. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски во понеделникот попладне имал работен состанок со представници од земјоделските здруженија на оризопроизводителите од Кочанскиот регион, а на кој присуствували представници од водостопанското предпријатие и од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Кочани. Средбата била дел од континуираните состаноци пред престојната жетва, а со цел да се представат проблемите со кои подлог период се соочуваат земјоделците од нашиот регион. Главно, дискусиите се однесувале на состојбите со производството на ориз за реколтата од оваа година, а земјоделците ги истакнале своите заложби за постигнување што поправична откупна цена со која можат да се покријат поголем дел од трошоците. Заеднички заклучок од средбата е дека квалитетното производство, но и трудот и маката на земјоделците треба соодветно да бидат платени, за да им се овозможи одржливост и економска оправданост од инвестирањето во оваа земјоделска гранка. Исто така, оризопроизводителите ги истакнале и своите барања за точна проценка на квалитетот и карактеристиките на оризовото зрно после жетвата, за да се избегнат злоупотреби и финансиска штета на сметка на земјоделците. Заради тоа, министерот Димковски ветил дека задача на надлежните служби во Министерството ќе биде пред жетвата да работат на постигнување правична цена за предадените количини ориз од овогодишната реколта, а што би се постигнало со навремено баждарење на инструментите за квалитет на арпата. На состанокот во просториите на ресорното министерство во Скопје станало збори за други прашања поврзани со оризопроизводството, пред се во делот на финансиската поддршка преку субвенционирањето, како и за обезбедувањето зелена нафта за механизацијата. Според министерот Димковски, веќе биле поделени првите картички за зелена нафта за земјоделците во државата, со кои тие ќе можат да набавуваат гориво по поволни услови, односно со покривање до 30% од цената, со мерката што почна да важи од почетокот на овој месец. Во туристичкиот инфоцентар на Пониква почна младинскиот камп за одржливост, на кој има учесници од повеќе градови во државата. Целта на обуката е подигнување на свеста за значењето на целите на одржлив развој, како и зајакнување на улогата што младите ја имаат во остварувањето на позитивни промени во општеството.
Во планинскиот туристички центар на Пониква почна 4-дневен младински камп за одржливост, а на кој учествуваат средношколци од повеќе градови во државата. Учесниците се со различен образовен профил. На обуката имаат можност да развиваат динамична дискусија за предизвиците, но и за можностите што целите за одржлив развој ги носат за самото општество. Кампот се одржува во инфоцентарот на Пониква, а организатори се Сдруженијето на граѓани Екологи од Скопје и канцеларијата на фондацијата Фридрих Еберт во нашата држава. Преку интерактивни сесии, методи и механизми, преку ангажирање на млади луѓе, поточно средношколци над 16 годишна возраст, да ги изучуваат, односно да дојдат во еден поблизок контакт со целите за одржлив развој, добро познати од агендата на Обединените нации 2030, преку чие што осознавање тие ќе имаат начин подоцна по директно да делуваат во средината во која што живеат, во која што учат, училиштата, општината, како и нивната поширока заедница. Тема на кампот на Пониква е одржливоста и можностите за натамошен развој на планинскиот туристички центар, а обуката е прва од неколкуте предвидени за годинава. Кампот предвидува и натамошни активности на кои учесниците ќе имаат можности пред поширока публика да ги презентираат своите идеи, препораки и конкретни планови за одржливо училиште, населба или за град. Организаторите истакнаа дека изборот на локацијата за одржување на првата обука бил пред се поради изобилството можности за развој што ги нуди туристичкиот центар Пониква, а во пошироки рамки и Осоговските планини и источниот дел од земјата. Ниските откупни цени ги намалуваат засеаните површини во источниот регион. Земјоделците се жалат дека имаат проблеми со пласменот и бараат помош од државата. Тешка е живеачката од земјоделие, велат земјоделците од регионот. Се жалат дека од година во година се потешко е да произведат, но и да го продадат она што го произвеле. Стопанствениците манипулирале со цените, а како што идела работата, наскоро велат тие, ќе ги оставеле полињата незасеани. Со земјоделието е тешко. И природата, и овие стопанственици, некој кој како земе нема да пара. И кој си зафанаа со поголеми површини, може поклопуват нешто. Тие поситни што се тешка работа. Сите бегаа по фабриките и за неколку години така ќе остане полето тука необработено. Ѓубревото од 500 иде на 600, 650, од 1000 на 1200. А пченицата, како што слушам, купувале ја по 9 динара, по 8. Кој сака пари готово по 8 динара. И така да маката селска е ничија и земјоделска. Пченицата испод 12 динара не треба да биде за оние што произведуваат. Гледано, трошковите са толку испод 12. Не сме и производители на пшеница, тука се произведува повише ориз. А оризо е катастрофално вие некоја година. Према тоа се гледа дека нема добивка. Без договорено производство и организиран откуп, производителите на ориз во Кочанско сами се снаоѓаат. Оризо е сега за сега добар. Меѓутоа, уште е рано, ќе видиме кој ќе дојде жетвата. Што ќе нажнееме, колку ќе нажнееме и многу тешки состојбица со препаратите. Праскаме по еднаш, два пати, три пати, не е ефикасно. Тоа делува негативно на оризов развој, вегетација, одразува се на приноси. Јас на пазар одам у Штипи и постепено го продавам. И нешто дел давам и тука у фабриките. Се ли ви исплатени? Субвенциите се исплатени за таа година, сега за едната, кога, што, како, ќе видиме. А цената? Меѓутоа, цената сега, некој денар покачи се малку, меѓутоа, трошковите се многу високи. Имаме, еве, кој што рече, праскање по два пати, три пати. На секој праскање ќе треба дополнително ѓубрево да се дава за да се подобре состојбата на оризо, нели? При секој праскање заболува, па ѓубре да се поправи и така да трошкове.
Аграр не се води без аграрна политика. Субвенциите не се решенија за проблемите, велат земјоделците. Стара земјоделска механизација, наводнување, скапи ѓубрива и препарати, а ниски откупни цени на производите. Ова се главно проблемите кои ги тиштат земјоделците од регионот. Дополнителен проблем е староста на земјоделското население, зашто младите масовно ги напуштаат селата, а од година во година се намалуваат површините што се обработуваат. Книги постојано се набавуваат нови, но нема каде да се сместат истите. Со збогатувањето на книжниот фонд во библиотеката, повеќе од потребно е да се реши деценискиот проблем со недостиг од простор, односно да се прошири установата. Со збогатувањето на книжниот фонд во библиотеката Искра, посебно во последните неколку години, кога се работи на зголемување на бројот на книги, одамна се јави потребата од решавање и размислување за проширување на просторот на установата за сместување на книгите. Веќе сериозно треба да се размислува како да се реши повеќе годишниот, односно деценискиот проблем со недостиг на простор во оваа јавна установа. Се надевам дека ако не до крајот на оваа година, значи у текот на идната година ќе најдеме решение со кое барем делумно, ако не целосно го решиме недостатокот од простор, значи барем делумно да го решиме, а велам делумно бидејќи ако решаваме, ако размислуваме да решиме го проблемот просто не од прашањето за простор, тоа би требало да размислуваме за 30-40 години. Ние барем да можеме да го решиме за 15-20 години просторот во кој ќе бидат сместено библиотечното добро, значи новите форми на функционирање, значи новите услуги кои треба во иднина да ги пружи библиотеката, значи со тоа би едноставно би можеле да бидеме покомитни и да функционираме. Инаку Стојменов додаде дека едно од овие прашања е веќе решено. Имено на последната седница на Советот на општина Кочани донесено е решение со кое е даден на користење одреден простор кој е собственост на општината да го користи библиотеката во Оризари, со што проблемот со недостиг на простор во оваа библиотека постепено се решава. Ова ќе придонесе и да бидат планирани поголем број програмски активности во оваа установа, со што би биле и поотворени кон читателите. За подолго да трае доењето на мајките им е потребна подршка од семејството, здравствениот систем, заедницата и општеството. Ако ја немаат оваа подршка, поголем дел од мајките до 6-тиот месец на бебето се откажуваат од доење. Со серија едукативни предавања и практични работилници се одбележува Светската недела на доење. Под мотото доење и работа да го направиме тоа реалност, од 1 до 7 август се одбележува Светската недела на доење. Доењето има огромно значење за унапредување на здравјето на децата и носи значаен социјален и економски бенефит за семејствата и општеството. Во Македонија, според податоците добиени од истражувањето на УНИЦЕФ, 90% од децата биле доени во одреден период. 41% од мајките дојат предоминантно, што значи додаваат и други течности, вода, чај или сок, додека експлозивното доење е застапено само кај 23% од мајките. Тоа го потврдуваат и лекарите педиатри од детското оделение од Кочанската општа болница, кои велат дека ако немаат подршка од семејството и здравствениот систем, поголем дел од мајките се откажуваат од доењето. Одбележувањето на Светската недела на доењето има за цел да ја поттикне поддршката на мајките за доење. Препораките на Светската здравствена организација се дека бенефитот од доењето е најголем тогаш кога тоа е ексклузивно во првите 6 месеци од животот, а понатаму тоа би требало да трае до втората година од животот, паралелно со введување други видови храна. Огромно значење за поттикнување на мајките во доењето имаат и медицинските сестри, акушерки и лекарите кои учествуваат во чинот на породувањето на родилките, кои треба да прават максимални напори уште во првите 2 часа после породувањето да се направи обид за прв подој, а кој од мощно големо значење за воспоставување успешна лактација кај идните мајки.
перспективите за унапредување на доењето и за отворање банка за хумано млеко, улогата на породилиштата и неонатологот во иницијација на доењето и на превентивниот тим и патронажната сестра во одржувањето на доењето се дел од темите на кои доктори од неколку здравствени установи, меѓу кои Кочанската болница, ќе дискутираат на настанот по повод Светската недела на доење, што го организира Центарот за промоција на здравје и човекови права Матруна. Во соработка со Сдруженијата на педиатри и на неонатолози, Клиниката за гинекологија и акушерство и Здравствениот дом Скопје, глобалната недела на доењето, Центарот ја одбележува со серија едукативни предавања и практични работилници поврзани со доењето. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.